Почитувани членови на Државната комисија за спречување на корупција, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, ја отварам 22-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата. Сакам да изразам благодарност за вашето присуство и интересот за работата на ДКСК. Констатирам дека на 22-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата се присутни заменик председателот и 5 членови на комисијата и дека истата може полноважно да расправа и да одлучува. За оваа седница го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1, предлог записник од 21-та седница на ДКСК, одржана на 15.8.2025 година. Точка број 2, постапување по конкретни предмети. И точка 3, прашања и предлози. Почитувани колеги, дали некој од вас има предлог за изменување и дополнување на вака предложениот дневен ред? Во ред, доколку нема, го ставам на гласање предлог записникот од 21-та седница на ДКСК. Колеги, да гласаме. Кој е за? Констатирам дека дневниот ред е усвоен едногласно. Преминуваме на втората точка од дневниот ред, постапување по конкретни предмети. Редот на реферирање на предметите е по принципот на ротација, според редоследот на презимето на членовите на комисијата. Аналогно нова, почнуваме со членот Зоран Богоевски. Повелете, колега. Благодарам, заменик председател. Предмет број 12-392 2025 Предметот е оформен врз основа на пријава од познат подносител, се изнесени наводи за сомневање за незаконски спроведена постапка за вработување по претходно објавен јавен оглас во основно училиште. Во пријавата се укажува за незаконски действија преземени од страна на директорот на основното училиште, а заради непостапување согласно Законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта и Законот за работни односи при спроведување на постапката за вработување по јавен оглас. Во насока на утврдување на фактичката состојба по предметот, се обратите на Државниот инспекторат за труд и Државниот просветен инспекторат со барање да извршат водрен инспекцијски надзор над спроведената постапка и за исходот од истото да не известат. Државниот инспекторат за труд изврши водрен инспекцијски надзор, при што утврди дека предметната постапка за вработување била реализирана согласно Законот за наставници и стручни соработници, заради што предметот и од негова страна е доставен до Државниот просветен инспекторат како надлежен орган за вршење надзор по овие постапки за вработување. Државниот просветен инспекторат не извести дека на 6.2.2025 година е извршен водрен инспекцијски надзор во основното училиште по однос на изнесените наводи од пријавата, при што од страна на инспекторатот констатирана е повреда на членот 4 став 9 и членот 2 од Законот за наставници и стручни соработници. За утврдената фактичка состојба и констатираните неправилности во работењето на субјектот предмет на надзор, била изречена мерка опомена на основното училиште со рок за извршување на изречената инспекцијска мерка заради отстранување на неправилностите и незаконитостите во работењето на училиштето. Односно, е побарано да се поништи одлуката за избор на наставник и да се донесе нова одлука со која ќе се избере кандидат согласно одредбите од Законот за наставници и стручни соработници. На ден 4.3.25 година од страна на Државниот просветен инспекторат е извршен контролен инспекцијски надзор во заработењето на основното училиште во однос на тоа дали се отстранети претходно констатираните неправилности. При вршење на надзорот е констатирано дека претходно констатираните неправилности во однос на спроведената постапка за вработување на наставник се отстранети,
односно од страна на директорот донесено е ново решение, согласно кое решение е примен на кандидат кој ги исполнувал законските услови кои биле потребни за пополнување на наведеното работно место. Односно, примен е кандидатот кој воедно е подносител на пријавата по која се работеше овој предмет. Значи, може да констатираме дека на крајот од постапката подносителот на пријавата има добиено заслужената правна заштита, што представува позитивен исход согласно нашите надлежности и обврски. Заради наведеното, предлагам постапката по предметот 12-392 да се запре, бидејќи ДКСК нема елементи за понатамошно постапување во согласно со Законот за спречување на корупција и судирот на интереси, односно во предметниот случај е постапено од другите надлежни органи. Благодарам. Колеги, дали има никој да коментари или ништо да дополни по предлог одлуката? Доколку нема, ја ставам предлог одлуката на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е усвоена со едногласно. Наред за реферирање е колегата Сервет Демири, повелете. Благодарам, заместник председател. Предмет со број 092790 од 2024 година е оформен врз основа на пријава од непознат поднесител по која се изнесуваат наводи за судир на интереси кај службените лица работени во јавно предпријатие, кои според пријавителите спротивно на членовите 39 и 40 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси биле распределени со овластување во време на изборна кампања во страна на директорот на јавното предпријатие. Во пријавата исто така има наводи дека лицата со решение за внатрешен ревизор спротивно член 20 од Законот за внатрешна ревизија со овластување биле распределени на работно место ръководител на сектор финансии, сметководство и комерција и подпишувала официјални документи кои подлежат на внатрешна и надлежна ревизија, што според пријавителот представува судир на интереси. Заради утврдување на фактичката состојба и проверка на наводите во пријавата, ДКСГ се обрати до јавното предпријатие и врз основа на прибавена документација се утвори следново. По разгледување на добината документација, ДКСК констатира дека опишаните действија, доделени овластување за јавни службеници, се завршени по донесување на одлуката за формирање на владата на Република Северна Македонија на седмица на собранието одржана на ден 23.6.2024 година, а по која одлука престанува да важат забраните утврдени во член 8а од Изборниот законник. Исто така, доставени дополнително барање до јавно предпријатие со цел да се утврди дали лицата вработени во секторите извршила ревизија врз акти за кои согласно наведеното овластување биле должни да ги изготват, одобрат и контролираат или на било кој начин учествувала во носење на истите акти. Во одговорот на јавното предпријатие е наведено дека лицето изготвила, одобрила или на било кој начин не учествувала во подготовка на ревизорските извештаи. Исто така ДКСК побара да се изврши вонреден инспекцијски надзор од страна на Државен управен инспекторат во јавното предпријатие над постапката за унапредување на лицето на работно место ръководител на одделение за комуникацијски технологии и за лицето во сектор за IT и развој, како и на претhodно споменати овластувања, со цел да се утврди дали постапките се водени согласно важечките прописи. По спроведениот вонреден надзор од страна на Државен управен инспекторат, доставен е записник со кој не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор, пошто инспекцијската постапка е запрана. ДКСГ по проверка и утврдување на фактичката состојба не утврди повреда на одредбите од Законот за спречување на корупција и судир на интереси и кои се однесуваат на постоење на судир на интереси, поради што предлагам на комисијата да донесе одлука да се запира постапката, бидејќи наводите не се потврдуваат.
Благодарам, колега. Колеги, дали има некој коментар, сака нешто да дополни? Доколку нема, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Следен за реферирање предмет сум јас. Именно го реферирам предмет 12 цртица 1276 од 2025 година. Представката е поднесена од непознат подносител. Во представката поднесена е пријави со наводи за царински, даночни и други финансиски измами, извршени од страна на правни лица во приватна собственост, пошто го оформивме и овој предмет. Наводите во пријавата се однесуваат на сомнежи за царинска измама, даночно затајување, перење пари и други приноси од казниво дело, како и злоупотреби во постапки за јавни набавки, спроведени од страна на државни органи, како и лажно декларирање на увезени производи од други земји од страна на две приватни правни лица. Со тоа пријавителот укажува на сомнеж за сторени кривични дела, и тоа избегнување плаќање на царина, избегнување на плаќање данок преку со лажно декларирање на тарифни броеви при самиот увоз на производите од странска држава, како и користење на фиктивна документација и продажба на овие производи во готово без фискални записи. Во насока на проверка на ваквите наводи, доставивме барање до Министерството за внатрешни работи, до Управата за финансиска полиција и до Јавното обвинителство на Република Македонија, од причини што во доставената пријава е наведено дека за оваа состојба се информирани и наведените органи. Ги прибавивме податоците и информациите од овие институции. Имено, Управата за финансиска полиција ни достави допис на 37.25 година, во кој не извести дека постапува за предметниот случај и дека во тек се предистражни действија и проверки, за што е известен и надлежен јавен обвинител. Министерството за внатрешни работи ни достави допис на 28.25 година, со кој не извести дека за наводите во предметниот случај, по наредба на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, веќе се отпочнати проверки и доставено е известување до ова обвинителство. Во соработка со Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција и пред се Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, констатиравме дека по наводите од предметот постапуваат овие други надлежни институции, поради што ДКСК нема елементи за понатамошно постапување и предлагам целокупно прибавената документација во текот на нашето постапување да ја доставиме до надлежните институции заради нивно понатамошно постапување. Предлагам постапувањето по предметот да се запре, а целокупната документација да ја доставиме до ОЈО-ГОК. Колеги, ја ставам предлог одлуката на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Следен за реферирање е членот Софија Спасовска-Медарска, повелете Софија. Спасова. Да, сакам да се само коригирам. Благодарам, заменик председателке. Јас ќе започнам со предметот имотна состојба, од одделот за имотна состојба со број 08/1970 од 2025 година.
Овој предмет е оформен по пријава доставена од непознат подносител на 15.7.2025 година со наводи дека основните јавни обвинители во основното јавно обвинителство Скопје немаат поднесено анкетен лист, односно изјави за имотна состојба и интереси. Во одделот беше извршена проверка во базите на податоци на Државната комисија за спречување на корупција и врз основа на извршените проверки се утврди дека сите основни јавни обвинители кои што ја извршуваат функцијата во основното јавно обвинителство Скопје ја имаат исполнето законската обврска за достава на изјави за имотна состојба и интереси. Со тоа, наводите од пријавата не се потврдија и предлагам постапката да се запре, а предметот да се архивира. На звукот. Микрофонот уклучете го. Да, благодарам, ништо Да. проблем беше. Благодарам. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Колеги, кој е за? Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Следен за реферирање е колегата Бесник Џемаили, повелете. Благодарам, заменик председателке. Фалимдерит. Предмет број 08/5611 од 2019 година. Предметот е оформен по доставена анонимна пријава на надлежно постапување од страна на јавното обвинителство, која е поднесена во основното јавно обвинителство. Пријавата е поднесена против висши јавен обвинител и незино блиско лице, вработен во одредено министерство, а се однесува на злоупотреба на службената положба и против законско зголемување на имотот. Државната комисија за спречување на корупција во конкретниот случај, со цел да ја утврди фактичката состојба, прибави податоци за имот на службеното лице и за членовите на незино семејство од надлежни институции и од финансиските институции во државата. По извршената анализа на прибавените податоци од надлежните институции и направената финансиска анализа ДКСК констатира дека блиското лице од неговото семејство на најавен обвинител има извршена уплата на готовина во одредена сума во вредност што надминува износ од 12 просечни нето плата и истите не се пријавени во образец за промена имотна состојба, шеобврска согласно член 85 став 1 Закон за спречување на корупција и суден на интерес. Но од добиените докази ДКСК не може да утврди како го стегнал целниот износ. Со цел утврдување на фактичката состојба на имотот, во конкретниот случај, Државната комисија за спречување на корупција предметот ќе го достави на надлежно постапување до надлежен орган и во рамките на нивните законски надлежности да изврши проверка на службеното лице и членовите на незино семејство со кој живее во заедничко домаќинство и врз основа на сето горе наведеното предлагам постапката по овој предмет при ДКСК да се запира и истиот да се затвори и архивира. Благодарам, колега Џемаили. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Колега Богоевски, повелете, вие сте наред за реферирање. Благодарам. Предмет број 09-1660 од 5.2025 година. Предметот е оформен по собствена иницијатива, а во врска со назначување на блиско лице на председателот на владата на Република Северна Македонија за државен секретар во министерство, а воедно напредување на неговата сопруга како раководител на сектор во истото министерство. Заради утврдување на фактичката состојба се обративме до министерството и ја прибавивме потребната документација, врз основа на која го констатиравме следното. Лицето е вработено во министерството од 2004 година, а од 2010 година е на работно место раководител на одделение.
Согласно годишниот план за вработување за 2025 година, на кој е добиена согласност од Министерството за јавна администрација, предвидено е пополнување на работно место државен советник за организација и координација на подрачните единици. Ова работно место е предвидено и со правилникот за систематизација на работни места во Министерството, а на кој правилник е добиена согласност во 2015 година. Од страна на Министерството обезбедена е согласност од Министерството за финансии за обезбедени финансиски средства за пополнување на работното место државен советник за организација и координација на подрачните единици. Понатаму, согласно член 48 став 3 од Законот за административни службеници, државниот секретар во Министерството до секторот за човечки ресурси има доставено барање за започнување на постапката за напредување на административниот службеник. Видно од доставената документација, постапката за напредување е спроведена во согласност со одредбите од Законот за административни службеници, пошто лицето е напредено на работно место државен советник за организација и координација на подрачните единици на Министерството. Во однос на сопругата на лицето, во доставениот допис од Министерството не информираа дека не располагаат со никакви податоци по однос на лице со тоа име и презиме, односно досега во Министерството нема вработено лице со такво име и презиме. Заради сето наведено, предлагам постапката по предметот 09-1660 од 5.2025 година да се запре, од причина што дел од наводите не се потврдуваат, додека кај останатите наводи не е констатирана повреда на одредбите од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Благодарам. Благодарам. Колеги, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Колега Демири, повелете. Благодарам за председателке. Предмет број 09813 од 2025 година. Предметот е оформен врз основа на пријава од познат поднесител во која се изнесуваат наводи за судир на интереси и несполивост на функции. Во пријавата се наведува дека лице покрај тоа што од страна на Советот на општина е именуван и за член на управен одбор на едно јавно комунално претпријатие. Во исто време именуван и ја врши функцијата заменик директор на Меѓуопштински центар за социјална работа. По утврдување на фактичката состојба и проверка на наводи во пријавата, ДКСК го утврди следното. Лицето е вработен во Меѓуопштински центар за социјална работа на работно место економист со решение. Исто така, лицето извршува работи, задачи како лице за јавни набавки, согласно Закон за јавни набавки. Лицето исто така има и овластување во случај на ВД директорот да врши работи и да подпишува. Согласно Закон за социјална заштита, законот не пропознава термин заменик директор, односно во член 103 од истиот закон е предвидено следното. Со јавната установа за социјална заштита раководи директорот. За директор на јавна установа за социјална заштита се избира лице кој покрај општите услови утврдени со закон има високо образование, утврдени со статутот на установата, во зависност од природата на дејноста на јавната установа, да има 4 години работно искуство по дипломирањето и подготвена програма за раководење со установата. Директорот на јавна установа, основана од владата, го избира и разрешува министерот. Директорот се избира врз основа на јавен конкурс. Мандатот на директорот на установата трае 4 години со можност повторно да биде избран. Директорот на јавна установа е основан од општината градот Скопје и општините во градот Скопје го избира и разрешува градоначалник на општина на градот Скопје и на општините во градот Скопје. Со цел превенција и спречување на потенцијални судби на интереси во кој би можело да се воведе лицето, ДКСГ побара информација од Центарот за социјална работа дали истиот во период кога му е дадено гласувањето од страна на ВД директорот за време на неговото отсуство поради користење на правото на годишен одмор има потпишано акти како овластено лице кој тој ги изготвил како одговорен сметководител во службата.
Во однос на наводите дека одговорот од институцијата е дека лицето нема подпишано акти кои самиот ги изготвило. Понатаму, во однос на наводите дека лицето именува за член на управен одбор, врз основа на добината документација од институцијата е констатира дека со решение за именување на членови на управен одбор на јавно комунално предпријатие, лицето е именувано за член на управен одбор, пошто лицето има доставено исто така и барање за разрешување од позиција за член на управен одбор. Согласно потврдената фактична состојба, Државната комисија констатира дека во конкретниот случај нема прекршување на забраните и ограничувањето за вршење на дополнителни дејности од страна на лицето, предвидени со одредбите од членот 44 од Законот за спречување на корупција и суди на интереси и не е настаната состојба на суди на интереси предвидена со член 2 став 3 од истиот закон. Поради наведеното, предлагам на комисијата да се донесе одлука да се забира поставката, бидејќи не се утврдени наводите и не се утврди повреда на одредбите од Законот за спречување на корупција и суди на интереси, поради што нема елементи за понатамошно постапување. Благодарам. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Следен за реферирање сум јас. Предмет број 09/2475. Предметот е оформен по пријава од познат подносител и во кој се наведуваат наводи за постоење на судир на интерес на јавно предпријатие на Република Северна Македонија, а во врска со тоа дека со приватна здравствена установа, поликлиника, имала склучено деловна соработка, односно приватната здравствена установа извршила проценка на ризик на работните места во јавното предпријатие и во исто време ги вршила и систематските прегледи на вработените. Во насока на утврдување на фактичката состојба, доставивме барање до јавното предпријатие за доставување на податоци и информации во врска со предметниот случај. Врз основа на прибавената документација констатиравме следната состојба. Имено, согласно член 42 од Законот за работните односи, уредено е дека работодавачот мора да обезбеди услови за безбедност на животот и здравието на работниците, како и дека работодавачот треба да направи проценка на ризик на работните места во смисла на потреба на систематски прегледи на вработените на сите аспекти на работењето, со цел да може да се идентификуваат можни причини за повреди или оштетување на здравието на работниците или на безбедните работни услови. Согласно оваа законска обврска, во текот на 2012 година јавното предпријатие има спроведено постапка за јавна набавка и има склучено договор за јавни набавки на услуги број 35907/12 од 31 јули 2012 година и истиот го склучил со посочената приватна здравствена установа, врз основа на кој договор до јавното предпријатие доставена е анализата на работните места, насловена како заклучок за работни места, број на извршители и ниво на ризик со која е извршена проценка де факто на ризикот на вработените изложени на средно висок ризик на работните места. Анализата е направена со цел да се превенираат повреди, професионални болести и болести во врска со работата
и врз основа на оваа анализа констатирано е дека периодичните систематски прегледи на вработените треба да се одвиваат на секој 12 месеци, согласно уредбата за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствени прегледи на вработените, донесена на седница на влада, одржана на 16.4.2013 година. Од друга страна, ова е во однос на извршената анализа за потребата од систематски прегледи на вработените преку констатирање на ризик на секое одделно работно место. Од друга страна, од страна на јавното предпријатие доставени ни се договорите за извршени систематски прегледи, во кои евидентно се гледа дека покрај оваа приватна здравствена установа дел од договорите се склучени и со други приватни здравствени установи. Согласно член 2 став 3 од нашиот закон, под поимот судирни интереси се подразбира состојба во која службено лице има приватен интерес што влијае или може да влијае врз непристрасно вршење на неговите јавни овластувања или на неговите службени должности. Во конкретниот предмет констатиравме дека станува збор за две набавки, за два различни видови на услуги, кои се спроведени согласно Законот за јавни набавки преку постапки предвидени во самиот закон, а и во истиот не постои забрана за учество на ист економски оператор во две различни постапки за набавка на две различни услуги. Од тука предлагам постапувањето да се запре од причина што не се констатирани наводи за состојба на судирни интереси помеѓу јавното предпријатие и приватната здравствена клиника и да се донесе одлука и одлуката да се објави на веб страната на ДКСК. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Нареден за реферирање е колешката Софија Спасова Медарска, повелете. Благодарам. Предмет број 09-1491 од 2025 година. Предметот го оформивме по собствена иницијатива на колегиумот одржан на 7.5.2025 година, а по извршена проверка во административната алатка на ДКСК на поднесени изјави за имотна состојба и интереси и за конкретното лице за кое што е оформен предметот е утврдено дека извршува две неспојливи функции, тоа член на управен одбор на јавно предпријатие со седиште во Битола и член на надзорен одбор на јавно предпријатие, на уште едно јавно предпријатие со седиште во Битола. Извршувањето на двете функции во исто време е во спротивност со членот 44 став 4 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси и представува прекршок казни по членот 105 став 1 алинеја 1 од истиот закон. За констатираниот прекршок на лицето му е издаден прекршочен платен налог, му беше понудена постапка за порамнување. Во исто време доставивме известување со кое што на лицето му кажавме дека констатираната состојба може да биде надмината единствено доколку се откаже од извршување на една од двете функции. И го известивме дека е потребно да достави доказ до Државната комисија во рок од 15 дена по приемот на допис. Службеното лице во законски определен рок ја плати глобата по издадениот прекршочен платен налог и достави доказ за истото до Државната комисија, меѓутоа не достави доказ за откажување од една од двете споменати функции, со што состојбата не е надмината. Согласно член 24 став 1 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси,
ДКСК предлагам да го известиме Советот на општината Битола како надлежен орган за именување на лицето на функцијата член на надзорен одбор за материјално финансиско работење на јавното предпријатие и до владата на Република Северна Македонија, кој што е орган надлежен за именување на ова лице на функцијата член на управен одбор на јавното предпријатие Крежевот Битола. Советот на општината и владата се должни да не известат во рок од 60 дена за преземените мерки за надминување на состојбата која што значи повреда на одредбите од Законот за спречување на корупција и судир на интерес. Со ова, нашето постапување е исцрпено, па предлагам постапката пред Државната комисија да се запре. Колеги, пред одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Нема против. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Колега Џемаили, повелете. Благодарам. Предмет број 08/1988 од 2024 година. Предметот е оформен по сопствена иницијатива, од причина што Државната комисија за спречување на корупцијата по извршениот увид во својата евиденција констатирала дека службено лице во законскиот предвиден рок по престанок на функцијата пратеник во Собрание на Република Северна Македонија не поднел изјава за имотна состојба и интереси до ДКСК. Поради тоа, на колегиум одржан на 19.7.24 година, Државната комисија донел заклучок да инициира прекршочна постапка против именуваното лице за сторен прекршок по член 82 став 3 од Закон за спречување корупција и судир на интереси и казни по член 109 од истиот закон. Државната комисија на службеното лице пратеник на Собранието на РСМ му издаде прекршочен платен налог од 37.24 година за сторен прекршок по член 82 став 3 од Закон за спречување корупција и судир на интереси, но со оглед на тоа што постапката за порамнување не беше успешна, ДКСК поднесе барање за поведување прекршочна постапка до прекршочната комисија при ДКСК. Прекршочната комисија при ДКСК по разгледување на барањето за поведување прекршочна постапка, приложените докази, како и прибавените докази, најде дека сторителот постапил по извршениот прекршочен платен налог на начин што ја плати изречената глоба, поради што донесе решение за запирање на постапката од 27.3.2025 година и врз основа на сето ова, горе наведеното, ДКСК констатира дека нема елементи за понатамошно постапување во конкретен случај и поради тоа предлагам предметот да се запира и истиот да се затвори архивија. Благодарам. Колеги, пред одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Повелете, колега Богоевски, за реферирање. Благодарам. Предмет број 12-163 од 1.2025 година. Предметот е оформен врз основа на пријава од познат подносител, а поднесена против лице поранешен директор на Национална установа Завод за заштита на споменици на културата и музеи. Подносителот наведува дека постојат сомнежи за неправилности во работењето на поранешниот директор на заводот, односно во 2020 година од страна на лицето во својство на директор на заводот било донесено решение за негово распоредување на работно место со повисоко звање кустос советник. Врз основа на наредба од 11.2024 година од страна на Министерството за култура и туризам и сектор за управен инспекцијски надзор бил извршен вонреден инспекцијски надзор во заводот и музеот од аспект на примената на одредбите од Законот за култура и при што бил утврден прекршок на член 28 став 2.6 од Законот за култура, а на заводот му било издадено решение со насоки за отстранување на утврдените недостатоци од аспект на примената на одредбите од член 28 став 2, член 76а од Законот за култура и член 37 став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор, како и член 77 став 5 од Законот за култура. Односно, при вршење на инспекцијскиот надзор било утврдено дека лицето
го има донесено решението за напредување без добиена согласност за обезбедени финансиски средства за тековната финансиска година од страна на Министерството за финансии. Со извршени анализи на одредбите од Законот за инспекцијски надзор и Законот за култура, го констатиравме следното. Согласно одредбите од Законот за инспекцијски надзор, инспекторот при вршењето на инспекцијски надзор има право да поднесе барање за поведување на прекршачна или кривична постапка против субјектот предмет на инспекцијски надзор до надлежниот орган, кој пак е должен за својата одлука да го извести инспекторот. Според член 82 став 1 од Законот за култура, инспекцијски надзор над спроведувањето и примената на законите и другите прописи во културата го вршат инспектори за културата. Имајќи го предвид фактот дека неправилностите по кои што е отворен овој предмет се констатирани при вршење на инспекцијски надзор од страна на инспектори вработени во Министерството за култура и туризам, сектор за управен инспекцијски надзор, кој записник потоа ни е доставен до нас од страна на Министерството. Од страна на Министерството, се извинувам, предлагам ова пријава по која што е оформен предметот да се отфрли, односно предметот да се врати на надлежно постапување до Министерството за култура, сектор за управен инспекцијски надзор, со укажување дека истите ги имаат сите законски надлежности и можности за понатамошно постапување во согласност со констатираните неправилности. Поради тоа предлагам пријавата по предметот 12-163 да се отфрли и да се препрати, односно да се врати назад до Министерството за култура. Колеги, само една корекција, ако може, колега Богоевски, значи предметот го препраќаме на надлежно постапување на секторот при Министерство за култура. Да. Во ред, благодарам. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против немам. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Нареден за реферирање е колегата Демири, повелете. Благодарам. Предмет број 12, 2512 од 2024 година, од страна на познат поднесител, доставена е пријава против работено лице во Агенција за финансиска поддршка во земјоделство и рурален развој. Во пријавата наведено е сомневање дека споменатото лице дозволило повторување на постапка на јавен повик број 01/2023 година, наменет за финансиска поддршка на ИПАРД програмата за период 2021-2027 година. Дополнително се посочува дека по успеното барање за повторување на постапката било донесено решение за одобрување на барањето и склучен договор меѓу Агенција за финансиска поддршка, земјоделство и рурален развој и правното лице. По насока на утврдување на фактичката состојба, по оформениот предмет ДКСК побара од Министерството за внатрешни работи да посаби во рамките на своите законски надлежности да ги провери наводите од пријавата и за исход од постапување да се извести Државната комисија и да се достави април документација. Од Министерството за внатрешни работи, сектор за внатрешни работи и единица за економски компјутерски криминал добина одговор каде е наведено дека заради утврдување на вистината на наводите од пријавата било продолжено со преземање на мерки на активности, односно било извршени проверки во Агенција за финансиска поддршка во земјоделство и рурален развој, при што било обезбедено одговор, односно акт од страна на агенцијата со прилог документација во кој меѓу другото било наведено дека за ваквиот предмет има веќе оформен предмет и во основно јавно обвинителство. Од страна на МВР исто така е доставена документација заради натамошно постапување за наведеното пријава. Од горе наведеното, ДКСК утврди дека за конкретниот случај нема елементи на натамошно постапување, од причина што во случај постапува друг надлежен орган, основно јавно обвинителство, а на комисијата му предлагам да се запира постапката, бидејќи
постапува друг належен орган. А документацијата што е прибавена, значи да се достави до обвинителството. Благодарам. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Благодарам. Следна за реферирање сум јас. Предмет број 12, цртица 1160. Постапката предметот е отворен по анонимна пријава, во кој се изнесени наводи за незаконитости во работењето на директор на основно училиште во Куманово, на начин што возможил на приватно правно лице во рамки на училиштето да отвори приватен објект за храна, односно сендвичара. Во насока на констатирање на состојбата, доставивме барање до основното училиште да ни достави прилог документација за начинот на издавање на деловниот простор. Согласно доставената документација и изјавата, констатирано е дека во рамки на наведеното основно училиште нема објект за храна, поради што ДКСК констатира дека нема понатамошни надлежности за постапување. Предлагам предметот да го затвориме, а постапувањето да го запреме. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Повелете, колешке Благодарам. Медарска. Благодарам. Предмет број 12.550 од 2025 година. Предметот е оформен по пријава, поднесена од страна на непознат подносител, во која се изнесени сомневања за незаконитости во спроведена постапка за унапредување на административен службеник во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на Република Северна Македонија. Значи, пријавата е против одговорното лице на оваа институција. Во пријавата е посочено дека постапката за вработување во која што наведеното лице било унапредено била спроведена спротивно на Законот за административни службеници. Заради утврдување на фактичката состојба по овој предмет, побаравме Државниот управен инспекторат да постапи во рамки на своите законски надлежности, да изврши контрола на спроведената постапка за унапредување на административниот службеник и да не извести за исходот. Од Државниот управен инспекторат беше постапено по нашето барање и доставија одговор, а во прилог на одговорот и записник за извршен увид и контрола во врз целокупната постапка за вработување и унапредување на административен службеник. Видно од записникот е дека директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството до Агенцијата за администрација поднел барање за објавување на јавен оглас за вработување на еден државен службеник на работно место помошник раководител на сектор за одобрување на проекти. Врз основа на таквото барање, Агенцијата за администрација објавила јавен оглас во 3 дневни весници. Потоа директорот на Агенцијата за администрација, како што тече постапката, донел решение со кое што формирал комисија за селекција за вработување по јавниот оглас. Комисијата за селекција извршила административна селекција и понатаму Агенцијата за администрација ги спровела понатамошните фази, односно втората фаза испитот за административен службеник и третата фаза проверка на веродостојноста на доказите, интервјуто за административен службеник, за што се составени записници. И на ден 12.5.2025 година Агенцијата за администрација до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој доставила конечна ранг листа и предлог за вработување на кандидати со најголем број на освоени бодови по јавниот оглас и
Врз основа на конечната ранг листа и предлогот за вработување, директорот на Агенцијата за финансиска поддршка донел одлука за избор на кандидат за вработување во поставката по јавниот оглас број 109/2025 и донел решение за вработување и распоредување со кое што лицето го вработува како административен државен службеник во агенцијата и го распоредува на работно место од категорија Б, ниво Б03, помошник раководител на сектор за одобрување на проекти. Од страна на целата документација е доставена во прилог на одговорот од Државниот управен инспекторат и врз основа на она што го утврдиле, Државниот управен инспекторат утврдил дека постапката по објавениот јавен оглас е во целост проведена согласно одредбите од Законот за административни службеници, неправилности не се утврдени, работното место за кое што бил објавен јавниот оглас е предвидено во актот за систематизација на инспектираниот орган и за истото биле добиени позитивни мислења за вработување од сите надлежни органи. И инспекторатот ја запира постапката. Поради тоа, надлежен орган извршил вонреден инспекцијски надзор при кој што не констатирал неправилности, предлагам да биде запрена постапката, бидејќи наводите од пријавата не се потврдија, односно се утврди дека целокупната постапка за вработување била водена согласно Законот за административни службеници. Благодарам. Колеги, да гласаме за предлог одлуката. Кој е за? Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Повелете, колега Джемаили. Благодарам. Предмет број 09/1492 од 2025 година. Постапката по предметот започна по сопствена иницијатива на колегиум на ДКСК, одржана на 7.5.2025 година, согласно член 17 став 1 точка 10 и 12 од Закон за спречување корупција и судени интереси, според кој Државната комисија врши проверка во административната алатка, ја евидентира и следи имотна состојба и интересите на податоците од поднесените изјави за имотна состојба и интереси. Имено по извршена проверка на поднесениот образец изјава за интереси од страна на службено лице, Државната комисија утврди дека службеното лице, покрај тоа што ја врши функцијата член на советот на одредена општина, во исто време ја врши функцијата ВД директор на јавна здравствена установа, клиничка болница, пошто вака констатираната состојба е спротивна на член 44 став 4 од Закон за спречување корупција и судење на интереси. Со цел проверка на податоците пријавени во образецот изјава за интереси од страна на службеното лице, ДКСК се обрати со писмен допис барање на податоци и информации до општината. Во законскиот предвидениот рок општина ја извести ДКСК преку писмен допис со прилог решение за престанок на мандатот на член на совет на службеното лице, донесено на седница на совет на општината од 15.8.2024 година. Исто така ДКСК се обрати со писмен допис до Министерството за здравство за да го прибави актот за именување или разрешување од наведената функција. Министерството за здравство до ДКСК достави писмен допис каде е известено дека службеното лице се уште ја врши функцијата ВД директор, именувана со решение за именување вршител на должност на медицински директор во јавна здравствена установа, клиника болница од 1.8.2024 година. По анализа на добиените документација и утврдување на фактичката состојба, ДКСК заклучи дека службеното лице не го прекршил член 44 став 4 од Закон за спречување корупција и судени интереси, односно лицето извршува една функција како именувано лице, и тоа само функцијата ВД директор на јавна здравствена установа, клиничка болница, и врз основа на сето горе наведеното,
ДКСК нема елементи за натамошно постапување во предметниот случај, бидејќи е настаната и промена на фактичката состојба и поради тоа предлагам предметот да се запира и истиот да се затвори и архивира. Благодарам. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е Микрофонот. Микрофонот вклучете го. дали помина дело дека одлуката констатирам дека Добро, констатирам дека одлуката е едногласно донесена, прифатена, предлог одлуката, нареден за реферирање колегата Богоевски. Благодарам. Предмет број 12-3207 од 12.2024 година. Предметот е оформен врз основа на пријава од познат подносител. Пријавата е против градоначалник на општина и други службени лица вработени во општината, задолжени за спроведување на постапки за легализација на бесправно изградени објекти. Во пријавата се изнесени наводи за сомневање за злоупотреба на службената положба на наведените лице заради пречекорување на границите на своите овластувања и сторени злоупотреби спротивно на Законот за управна постапка, а во предмет за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект, односно истите се пријавени за непостапување по правосилна судска пресуда на Управниот суд од 12.7.2024 година. Во насока на утврдување на фактичката состојба по предметот, побаравме од Државниот управен инспекторат воодреден инспекцијски надзор и за истото да не извести за своите констатации, да не извести повратно назад. Од страна на Државниот управен инспекторат е извршен воодреден инспекцијски надзор во општината. Надзорот е извршен над спроведената постапка за утврдување на правен статус на бесправно изградениот објект, со посебен акцент дали општината постапува согласно насоките дадени во пресудата на Управниот суд од 12.7.2024 година. По извршениот увид, Државниот управен инспекторат не извести дека констатирано е дека против предметното решение за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект од 13.6.2016 година биле водени жалбени постапки пред Министерството за транспорт и врски, како и тужбени постапки пред Управниот суд и Висшиот управен суд, кои постапки имаат завршено со одбивање на жалбите и тужбите поднесени од страна на подносителите. Дополнително наведено дека при утврдување на фактичката состојба од овој надзор, Управниот инспекторат ги има во предвид и фактот дека од страна на Министерството за транспорт и врски, а постапувајќи по жалбите на подносителот, на ден 23.3.2023 година се донесени две решенија за огласување на ништовност на урбанистичката согласност за бесправно изградениот правен објект и решението за утврдување на правен статус на бесправно изградениот објект. Од страна на инспекторот утврдено е дека городоначалникот на општината има постапено согласно насоките дадени во пресудата на Висшиот управен суд, поради што постапката е запрена, при што не се утврдени никакви неправилности. Имајќи во предвид од сето наведеното, дека се констатира дека станува збор за спроведена постапка за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект, во која се земени во предвид пресудата на Управниот суд од 4.24 година, и во која постапка е донесено решение за утврдување на правен статус на бесправно изградениот објект од страна на градоначалникот, кое решение станува правосилно со датумот на правосилноста на пресудата. Дополнително, подносителот на пријавата во текот на управната постапка имал на располагање дополнителни правни лекови за кои ДКСК нема надлежност за нивно преоценување и постапување. Заради сето наведено, предлагам постапката по предметот 12-3207 да се запре, бидејќи по предметните наводи веќе имаат постапувано други надлежни органи, а ДКСК нема елементи за понатамошно постапување согласно Законот за спречување на корупцијата и субјектот на интерес. Благодарам. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е донесена едногласно, следен за реферирање, повелете колега Демири. Благодарам. Предмет број 12 1156 од 2025 година.
предметот е оформен врз основа на поднесена пријава од непознат поднесител по електронски пат. Пријавата содржи наводи за незаконски изградена куќа во едно село во една општина. Постапувајќи по пријавата, ДКСК побара надлежно постапување податоци, информации и документација од општината, која по барање на ДКСК изврши вонреден надзор над законитоста во изгледувањето на означената градба по пријавата. Врз основа на доставениот записник за извршен вонреден инспекцијски надзор на општината, произлезе дека предметите наводи во пријавата се потврдува дека инвеститорот започнал со изградба на куќа на начин така што изгледа просторија и не градба без дозвола. За оваа градба посочениот инвеститор немал правосилно конечно одобрение за градење, издадено од страна на општината и градежно техничка документација, заради што овластениот градежен инспектор на оваа општина донел решение според кое на инвеститорот му се наредува да ја острани градбата во рок од 20 дена, а во спротивно ќе пристапи кон присилно отстранување на градбата. Ова решение е примено од инвеститорот, видно од неговиот од документот. На вака утврденото, ДКСК наоѓа дека по предметните наводи постапила општината како належен орган, заради што оцени дека во моментот предметот нема елементи за натамошно постапување од страна на ДКСК, меѓутоа заради следење на натамошниот тек на постапката, ДКСК цени дека е неопходно за исходот од овој конкретен случај да се извести ДКСК од страна на општината кој имал обврска да ја извести општината во рок од 60 дена согласно член 24 од Законот за спречување на корупција и сузбивање на интереси, сметана од денот на приемот на одлуката на ДКСК за овој предметен случај. ДКСК утврди дека согласно со одредбите на Законот за спречување на корупција и сузбивање на интереси нема елементи за натамошно постапување по предметниот случај од причина што по предметните наводи постапил друг надлежен орган општината. До надлежниот орган да се достави одлуката на ДКСК за овој предметен случај со цел следење на постапката од страна на надлежен градски инспектор кој има обврска да достави известување до ДКСК за исто од постапката во рок од 60 дена сметано од денот на приемот на одлуката, согласно член 24 од Закон за спречување на корупција и сузбивање на интереси. Му предлагам на комисијата да донесе одлука да се запира постапката, бидејќи за конкретен случај во моментот постапува општината, а исто така општината има обврска да ја извести ДКСК за исходот на постапката што е преземено од страна на градежен инспектор. Благодарам, колега Демири. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Наредна за реферирање ќе реферирам јас. Предмет број 08-1972 од 2024 година. Предметот е отворен по собствена иницијатива, имено од извршениот увид во регистарот на избрани и именувани лица кои го води ДКСК. Констатиравме дека еден од пратениците по избор на функцијата пратеник во собранието на РСМ нема поднесено изјава за имотна состојба и интереси. Му издадовме прекршочен платен налог, кој за сторен прекршок согласно член 82 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, казнив по член 109 за токму за недоставување на изјавата за имотна состојба и интереси. Прекршочната комисија писмено, бидејќи постапката, се извинувам за порамнување, не беше успешна. Прекршочната комисија писмено го извести сторителот. Со повратен допис истиот информира
дека прекршочниот налог постапил по прекршочниот налог и предвидената глоба ја уплатил. Во смисла на постапување по предметот, извршивме повторно увид во регистарот. По плаќање на наведениот прекршок, лицето има доставено изјава за имотна состојба и интереси. Согласно наведената состојба, предлагам постапувањето по предметот да се запре. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлог одлуката е едногласно усвоена. Повелете, колешке Медарска. Благодарам. Предмет број 09 2028 од 2025 година. Предметот го оформивме врз основа на пријава од непознат подносител против службено лице, директор на јавна установа Здравствен дом Делчево, со наводи за постоење на континуиран судир на интереси и дека ова лице покрај вршењето на оваа функција извршува и други функции, при што се посочени функција председател на општинска организација на Црвениот крст, понатаму судски вештак, подпредседател на општински комитет на политичка партија, председател на изборен штаб на истата политичка партија, член на совет на општината Делчево во период 2013 до 2017 година и актуелен кандидат за член на советот на истата општина, што според пријавителот е спротивно на Законот за спречување на корупција и судир на интереси. По разгледување на пријавата, оценивме дека кај пријавеното лице не постои состојба на судир на интереси во смисла на членот 2, став 3 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси и нема постапување спротивно на забраните за вршење на други дејности предвидени во членот 44 од истиот закон. Имено, пријавеното лице извршува само една функција, тоа е ВД директор на јавната установа Здравствен дом, на која функција е именувана од страна на министерот за здравство. Припадноста на одредена политичка партија и кандидатурата за член на совет на општина не представува состојба на судир на интереси сама по себе, туку само доколку води кон конкретна повреда на законот или искористување на таа функција за партиски цели, што во случајов не е утврдено и не е ниту дел од наводите во пријавата. Исто така и активностите во општинската организација на Црвениот крст, како во својство на председател или ангажирањето како вештак, не представуваат основ за ограничување на функцијата која што извршува во смисла на одредбите од членот 44 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Поради тоа, со оглед дека во пријавата не се содржани наводи кои што укажуваат на незаконити действија на пријавеното лице при вршењето на неговите службени должности, предлагам пријавата да се отфрли поради тоа што нема елементи за наше надлежно постапување. Благодарам. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Повелете, колега Джемеил. Благодарам. Предмет број 12 цртичка 962 од 2025 година од познат подносител до ДКСК доставена е пријава по која е оформен предмет со наводи за незадоволство за непродолжување на договор за дело за вршење на работи за одржување на парни котли за потребите на јавна здравствена установа, Здравствен дом, каде бил работно ангажиран континуирано 10 години во споменатата здравствена установа, почнувајќи од 1.1.2015, заклучно со 31.12.2024 година. Подносителот наведува дека од страна на ВД директорот на јавна здравствена установа Здравствен дом бил известен со известување од 2.1.2025 година дека склучениот договор за одржување на парни котли помеѓу него како извршител на работата и нарачителот на работата здравствена установа склучен на 1.2.2024 година престанува заклучно со 31. декември 2024 година и истиот нема да биде продолжен во 2025 година од причина што споменатата здравствена установа не обезбедила согласност за ангажирање на работници
со договор за дело од Министерството за финансии. Исто така, за овој случај било извршен инспекцијски надзор од Државниот инспекторат за труд во подрачната единица, во врска што било донесено решение од 27.12.2024 година, во кој утврдил дека со оглед на тоа што не е обезбедено согласност од Министерството за финансии за ангажирање на работници со договор на дело, не може да се заснови работен однос помеѓу службеното лице и јавната здравствена установа здравствен дом. И по разгледување на содржина на пријавата, ДКСК утврди дека согласно Закон за спречување корупција и суди на интереси нема елементи за надлежно постапување во овој предмет поради тоа што пријавените наводи по однос на продолжување на договор за дело не е во незина надлежност. Исто така е констатирано дека веќе постапил друг надлежен орган, односно Државниот инспекторат за труд, и поради тоа предлагам предметот да се отфрли и истиот да се затвори архивира. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Колега Богоевски, повелете за реферирање. Благодарам. Само да напоменам дека ова е последен предмет што реферирам на седмица. Предмет број 12-1082 од 3.2025 година. Предметот е оформен врз основа на пријава од непознат подносител, во која пријава се укажува за незаконско работење на гостителски објекти покрај Стручкото крајбрежје. Во пријавата се наведува дека соодветувањето на крајбрежјето под закуп на кој што требало да биде поставена урбана опрема шанкови од сезонски карактер и лежалки, кои што би работеле само во период на сезоната, денес истите се претворени во ресторани, пицерии, сладкари, дискотеки кои што вршат дейност во текот на целата година. По разгледување на предметните наводи, констатиравме дека ДКСК веќе има постапувано по предмет со идентични наводи како од пријавата, по кој предмет на 94-та седница на ДКСК одржана на 13.10.2023 година, ДКСК има донесена одлука. Току одлука ДКСК има упатено препораки и укажување до соодветни надлежни органи и институции во Република Северна Македонија, по-конкретно владата, Министерството за транспорт и врски, Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање, Управата за заштита на културното наследство при Министерството за култура, со укажување за преземање на активности и донесување на акти и документи во насока на наменување на тековните состојби со плажите на територијата на Охридското крајбрежје. Исто така, ДКСК има доставени препораки до инспекцијските органи во Република Северна Македонија со насоки за извршување на надзор над градежното земјиште, кој било предмет на краткотраен закуп предвидени со урбанистички планови или урбанистичко-планска документација. Со укажување дека непостапувањето по оваа уредба од страна на закупецот представува основ до инспекторатите да се изврши затварање на објектите. Заради наведеното предлагам пријавата 12-1082 да се отфрли, бидејќи ДКСК веќе има постапувано и донесена одлука по предмет со идентични наводи, а согласно одредбите од Закон за спречување корупцијата и суди на интереси нема елементи за понатамошно постапување. Благодарам. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Колега Демири, повелете. Благодарам. Овој ми е последен предмет за денешната седница што реферирам. Предмет број 12-1653 од 25 година. Од страна на група граѓани поднесена е пријава и е оформен предметот. Во пријавата поднесителите наведуваат дека во Деми Хрисар имало еден деловен објект кој 10 години е затворен и не работи. Согласно по разгледување на пријавата, дека се констатира дека во случајот нема конкретни наводи кои би упатили на действие што представува корупција согласно дефиницијата утврдена во член 2 став 1 од Закон за спречување корупција и суди на интереси, пошто оцени дека нема елемент за надлежно постапување за предметен случај, предлагам на комисијата да се отвори пријавата, бидејќи
нема јасни наводи или укажувања за незаконити или недозволени действија на службените лица при вршење на јавно властување и службена должност. Предлагам да се донесе одлука да се отфрли пријавата. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Јас ќе реферирам предмет број 08-1844. Предметот е отворен по сопствена иницијатива од причини што со увид во регистарот на кој го води ДКСК за доставени изјави за имотна состојба и интереси, констатиравме дека службено лице по престанок на функција на ВД директор нема поднесено изјава за имотна состојба до ДКСК. Со тоа сторил прекршок од членот 82 став 3 од нашиот закон, казнив по 109 од истиот. Меѓутоа, во исто време, истакнуваме дека согласно член 41 став 1 и 4 од Законот за прекршоците, доколку прекршочната постапка не е започната во рок од 2 години од денот на сторување на прекршокот, не може да се поведи прекршочна постапка. Имајќи предвид дека се изминати 2 години од денот на сторување на прекршокот, не сме во можност да отпочнеме ваква постапка. Предлагам постапувањето по конкретниот случај да се запре. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Повелете, колешка Медарска. Благодарам. Предмет број 12-2708 од 2024 година. Поднесена е пријава од познат подносител, во која што пријава подносителот изразува незадоволство од донесена одлука во предмет кој што се водел пред Државната комисија, по кој што одлука донел претходниот состав во 2022 година. По пријава со слични, односно идентични наводи, како во оваа пријава, веќе има постапувано Државната комисија. Тој предмет бил под број 12964 од 2025 година, по кој предмет е донесена одлука на претходно одржана седница, со која што одлука пријавата е отфрлена. И поради тоа предлагам и оваа пријава да се отфрли, затоа што во пријавата се содржани наводи по кои ДКСК веќе има постапено во предмет со иста фактографија и исти наводи како што е во оваа пријава, но се биле заведени два засебни предмети. Значи, предлог одлуката е да се пријавата да се отфрли, предметот да се архивира. Веќе сме се произнеле во претходно донесена одлука по предмет. Благодарам. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Повелете. Благодарам. Предмет број 12-540 од 2025 година од страна на познат подносител поднесена е пријава во која е изразено незадоволство од резултат на судска постапка и во која се изнесени наводи за пристрастно постапување во текот на постапката пред Основниот суд во одреден град. Во пријавата подносителот наведува дека против правните лица Доел Струмица и Доел Скопје поднел тужба по основ надомесна штета во вредност од 810.000 денари. Подносителот тужбата ја поднел бидејќи сметал дека од страна на тужените е направена штета на неговиот објект куќа. Според наведеното во пријавата, по првите рочишта од страна на адвокатите на тужената страна, на подносителот му била понудена да се спогоди за помал износ од износот на штетата, зашто на подносителот на пријавата му била укажена да го прифати и од страна на судијата, кој што побарал да дел од износот на спогодбата која била понудена во постапката. Откако одбил судската постапка била завршена со пресуда на Основниот суд,
од 24.6.2024 година, која што не била во корист на подносителот на пријавата, сметајќи дека во текот на постапката не биле соодветно земени предвид ниту наводите од вештачењето кој подносителот на пријавата го обезбедил, и имајќи предвид и други слабости на постапката, подносителот на пријавата се сомнева на постоење на пристрасност во судската постапка по предметот на основниот суд. По разгледување на предметите наводи, ДКС констатира дека во пријавата станува збор за наводи кои не се предмет на нејзино надлежно постапување, туку се работи за наводи по прашање поврзано со надлежно постапување на друг надлежен орган, пошто оцени дека нема надлежно за постапување во конкретниот случај. Имајќи го предвид член 36 од Закон за судски совет на Република Северна Македонија, каде во став 1 алинеја 5 е регулирано дека Советот е надлежно да ја следи и оцени работата на судиите, и каде во став 1 алинеја 15 е регулирано дека Советот е надлежен да постапува по представки и поплаки на граѓаните и правните лица за работата на судиите, председателите и судовите. ДКСК предметот ќе го достави на надлежно постапување на Судски совет на Република Северна Македонија, и поради тоа предлагам предметот пред Државната комисија да се отфрли и да се затвори и архивира. Благодарам. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Со овој круг на реферирање ја затварам точката 2 од дневниот ред. Преминуваме на третата точка од дневен ред. Предлози и прашања. Колеги, дали има никој да дополни ништо, да даде предлог? Добро, доколку нема, ги повикувам представниците на медиумите, доколку има, да постават прашања поврзани со работата на ДКСК од доменот на нивниот интерес. Добро. Бидејќи нема пријавени присутни за поставување на прашање, да се заблагодарам за присуството и следењето на оваа седница од страна на представниците на медиумите. Колеги, благодарам за вашиот придонес на седницата. Констатирам дека исцрпен дневниот ред на денешната седница, со што 22-та седница на Државната комисија за спречување на корупција е завршена. Ви благодарам за присуството, ви благодарам за посветеноста до гледање. Благодарам. Пријатно. Благодарам.